Почитувани гледачи, добра вечер. Понеделник 17:10 ново издание на ваш термин и се надевам дека и денес сите оние информации кои што ќе ги доставиме во однос на денешната тема на која што ќе разговараме овде со мојата гостинка ќе бидат интересни и корисни во однос на сето она што се подразбира кога станува збор за грижата на вашето здравје или пак за проблемите на вашето здравје. Значи, денешната тема ќе биде во однос на тоа се однесува на една лабораторија, односно лабораторија на генетика и персонализирана медицина, која што почна да функционира некаде од прилика пред една година во Жан Митрев клиника или во клиниката на доктор Жан Митрев, вам добро на сите ви е позната. Интересно е тоа што и ново што со модерните анализи кои што се прават во оваа лабораторија, тие се базираат на детекција на нуклеинските киселини, значи на ДНК и РНК, и нудат значителен број на предности во споредба со традиционалните методи за детекција на разни видови заболувања, како генетски, така и инфективни, меѓутоа, нели, за сите овие детали ќе поразговараме со денешната моја соговорничка, тоа е магистар Сања Механџиска, која што е молекуларен биолог и доаѓа токму од оваа лабораторија на доктор Жан Митрев клиниката. Значи, уште еднаш да потенцирам, лабораторијата е за генетика и персонализирана медицина. А ќе говориме на тема генетска диагностика и персонализирана медицина. Да те поздравам и да те посекам добре дојде, Сања. Добре ве најдов, фала за поканата, добре си најбава на вас и на вашите гледачи. Така. Значи, кажав, ќе говориме на оваа тема генетска диагностика и персонализирана медицина. Оние кои што се можеби повеќе информирани знаат дека сите оние наши, како да кажам, све она што го наследуваме од нашите родители е базирано на ДНК, нели? На ДНК и многу работи со тестирањето на нашата ДНК можат да се откријат во нашиот организам. Па ајде први накусо да ни објасните што е ДНК и како таа функционира впрочем во нашиот организам. Значи, што представува во нашиот организам? Да, како прво, исто како на секоја консултација кај нас, ние мора да објасниме што е ДНК, нели? ДНК, како што верувам повеќето гледачи знаат, е градбената единка во нашите клетки, значи тоа е една макромолекула. Таа е една макромолекула која што ги содржи сите информации за нашиот организам, значи за како да се изгради и како да се развива и значи ги содржи сите информации за како човечкото тело се развива од една клетка па до мултиклеточен организам. Значи ДНК е составена од 4 нуклеински киселини, аденин, тимин, цитозин и гуанин. Значи тоа се 4 букви А, Г, Т и С. И за распоредот на тие букви во нашата ДНК ја содржи целата информација, значи тој распоред е специфичен кај сите нас. Исто тука самата ДНК, нормално и незината структура, на начинот на кој се организирани, исто така влијае на како на нашата информација. Всушност ДНК накратко е составена од кодирачки и некодирачки региони, значи нашата геномот е составен од кодирачки и некодирачки региони. Кодирачките региони се екзони, значи екзом, кога спомнеме, тоа е делот од нашата ДНК што кодира за протеини. И најчесто во клинички испитувања се испитува тој дел од нашиот геном, затоа што знаеме најмногу информации за него. Исто така, значи, тука настануваат во тој дел, промените што настануваат во тој дел од нашата ДНК се најмногу клинички значајни, затоа што тие носат директно промена во структурата на протеините. Значи, ако е една промена, варијација така наречена или мутација во негативен контекст во нашата ДНК може да доведе до промена на протеинот
и после тој протеин нема да си ја врши својата функција како што треба. Говориме за промени на ДНК во текот на нашиот живот, значи од кога ќе се родиме па понатаму. Тие промени се случуваат тогаш или? Тие промени се случуваат, значи, уште во јајцеклетката и сперматозоидот може да се десат, значи се наследуваат, може да се десат тогаш деново или може да се појават во раниот ембрионален развиток. Значи најчесто сепак тоа е уште во фетусот се случуваат тие сите промени. Да, па уште информациите за развитокот на фетусот и тие се нормално содржат во нашата ДНК и значи тие информации се тие што се наследните информации што ги носиме од нашите родители, кои што ние сме нормално комбинација или сите имаме хромозомски парови, 23 хромозомски парови и пола од тие хромозоми ги наследуваме од нашата мајка, пола од нашиот татко. Така, меѓутоа понекогаш нели тие гени што ги наследуваме, некои се доминантни, некои се рецесивни, пак доминираат и тие што се доминантни, тие доминираат и се одразуваат во нашиот организам. Да, зависи значи и од промените, има и доминантни гени, да речеме, и доминантни мутации, зависно од сериозноста на проблемот или сериозноста која што таа промена ја предизвикува во протеинот. Значи, можно е да е доволно само една копија од таа лоша варијација или мутација за да настане кај нас физиолошка промена, значи да настане болест, например, некоја. Велите дека тие промени, кога настануваат во нашата ДНК, влијаат на нашето здравје. Како? Да, значи, ние како луѓе сите се разликуваме во некои 3 милиони такви промени во нашата ДНК, меѓутоа најголем дел од нив се безопасни. Значи, тоа се тие варијации или single nucleotide polymorphisms на англиски, значи промени само во единични базни парови, што не прават нас како индивидуи. Меѓутоа, како што кажав, ако дел од нив се опасни, ако се погодат во некој таков проблематичен регион од протеинот или ако ја променат структурата, дел од нив се полезни, значи може да имаат и протективно влијание, значи да не заштитат од некоја болест, меѓутоа на тој начин, значи тие влијаат дали ние ќе развиеме некоја болест, дали имаме зголемена предиспозиција за некоја болест или пак не. Исто така, овие промени значи може да влијаат и на нашите нутритивни навики, значи на нашето како нашиот организам реагира на исхраната што ја примаме, што потенцијално метаболизира полест на нашиот организам, дали е повеќе склон на побрз метаболизам на масти или побрз метаболизам на шеќери или балансиран тип на исхрана, значи може да влијае и на тој начин. Кои се главните пристапи во генетските испитувања? Главните пристапи, значи, во генетиката имаме се користи за две главни насоки, значи постојат доста клинички испитувања кои што се за со цел диагноза на некоја генетска болест, значи каде што веќе постои болеста, пациентот е симптоматичен или пак има силна фамилиарна историја и тоа во тој случај генетиката е фокусирана на диагностика, значи тоа е диагностичка генетика. Тогаш целиме кон диагноза на болеста. Другиот пристап е пристапот на персонализирана генетика. Во денешно време исто се користи персонализирана медицина, меѓутоа за многу брзо време тие веќе нема, ќе се разидат тие термини, зашто персонализирана медицина нели е совкупната персонализиран третман на пациентот што ги вклучува и генетските диагнози, меѓутоа генетиката се однесува само на нашата ДНК и нашите нуклеински киселини. И значи персонализирана генетика може да се применува и кај здрави особи. Значи особи што немаат силна фамилиарна историја или пак што се моментално здрави асимптоматски, а што сакаат да знаат какви ризици и предиспозиции за кои болести ги имаат. Значи во тие случаи се користи персонализирана или преемптивна или предвидувачка генетика. Ајде вака тука сега малку би сакала да прашам за досегашниот тек на работата на лабораторијата.
Значи, што највеќе бараат пациентите да се испита? Какви испитувања највеќе се вршат? Дали во однос на превенцијата и детекцијата на тоа кои би можеле проблеми или да се јават во нашиот организам и кои видови на заболувања, или пак ги правите оние испитувања веќе на некои што имаат проблеми? Досега како се одвиваат работите? Кои испитувања се повеќе застапени? Значи имаме различно, би рекла негде, барем за посеопфатните, поголемите испитувања се негде пола-пола, значи има доста заинтересирани и за персонализирани испитувања. Така. Тоа значи тука тие луѓе значи треба да се свесни, мислам да сакаат да знаат плюс што им се ризиците, значи тука има и психолошки фактор каде што тие треба да се припремени да дознаат секакви информации, затоа што кај некој може да се јави нешто и неочекувано, нели, нешто на што не се надевале, делумно нешто од фамилиарна историја што им е познато може и да си очекуваат. Меѓутоа има доста заинтересирани за така, меѓутоа сме имале случаи каде што доаѓале луѓе со тешка генетска болест, например како кај промени на луѓе со промена на структурата на коските или со некои срцеви заболувања, каде што сме значи помогнале за точна дијагноза на тие пациенти. Значи има и вакви. Значи има и во однос на превенцијата, има и во однос на оние кои што имаат некои заболувања, пак да дознаат нели каква им е ДНК-та, дали можат нешто да сторат околу тоа. Се применува ли во секојдневната работа на клиниката на доктор Жан Митрев во однос на сите проблеми кога говориме воопшто за здравјето, односно за проблемите со здравјето, дали се применува во секојдневната работа и оваа дијагностика во однос на санирањето на здравствените проблеми? Да, имаме, значи има ова сега повеќе што зборувавме за дијагноза на непознати или покомплицирани болести се користат целофантни тестови, меѓутоа имаме и побрзи и поедноставни тестови каде што се фокусираме само на одреден дел од нашиот ген или на неколку промени во нашите гени. Тука најчесто се прави испитувањето за сензитивност кон клопидогрел, доста познат антиагрегатен лек што пациенти со периферни проблеми најчесто го консумираат и тука е познато четвртина па можда и повеќе од пациентите значи не реагираат на тој лек и генетската дијагностика е единствената што може да одреди на време дали тој пациент треба да го прима лекот или треба да зема некаква друга терапија. Значи тука е многу битно и многу е важно за пациентите и да се превенираат реоперации или запишување на стентови. И да. Колкава е улогата во однос на овие испитувања кога веќе се прават за вакви проблеми, која е предноста? Предноста е брза дијагноза, точна дијагноза и значи навремено правилен третман, да. Друго имаме за предоперативни пациенти или имаме молекуларна дијагностика на инфективни маркери за ХИВ, хепатитис Б и С вирусите, каде што директно може да се открие дали ние содржиме, дали ги имаме тие вируси нели со откривање на самата нуклеинска киселина на вирусите во нашето тело пред тоа да создаде одбрамбени одбрамбени антитела против тела нели, за кои што треба многу поголем временски период од неколку месеци, а ние може да го детектираме тоа уште во првите неколку недели од инфекцијата. Значи како сега една личност, односно еве ние граѓаните, пациентите кои што доаѓаат кај вас или пак нели оној лекар кој што е задолжен за тоа, како треба да одлучиме ние каков вид на тестирање треба да направиме? Како треба да се исконсултираме, што да кажеме, значи што треба да знаеме за себе? Еве без разлика дали станува збор за некое заболување или пак да е превентивно. Како да одлучиме што треба да направиме? Верувам како за секој лекарски преглед кога пациентот прв пат иде во болница, значи многу е битна фамилиарната историја. Значи дали има фамилиарни наследни болести, сериозни болести кои што или најчести болести како што се кардиоваскуларни проблеми нели и наследни ракови, тоа се типови на рак што обично се јавуваат доста рано во нашиот животен век, значи пред 50-та година.
Значи, некои такви сериозни заболувања, ако се знае дека веќе има неколку, барем еден член афектиран во нашето семејство или пак неколку, значи тогаш имаме некаква индикација дека тоа е генетски наследно. И тука би требало да се насочат и лекарите и самите пациенти да се свесни дека може генетското испитување да помогне за рана диагноза на таква потенцијално опасна болест. Додека ако нема таква строга, исто и ако пациентот веќе има некакви симптоми очигледни, што се со некакво структурно пореметување, дали на коски, дали на невролошки, исто може, значи било какви структурни пореметувања или некои тешки пореметувања, најчесто се со генетски фактор и тогаш треба исто да се насочат кон диагностички генетски тест. Значи тогаш се иде целно само кон тие прецизно кон тие анализи и специфично се испитуваат гени што се поврзани, што се знаат дека се поврзани со таа состојба. Значи, емисијата Ваш термин, за оние кои што подоцна се вклучени, говориме на тема генетска диагностика и персонализирана медицина. Моја денешна гостинка, магистар Сања Механчиска, која што е молекуларен биолог и ни доаѓа од клиниката Жан Митрев, значи сите многу добро претпоставам дека ја знаете. Значи, кажавме на почетокот, објаснивме што е тоа ДНК, нели, што представува во нашиот организам, дека ги наследуваме сите особини преку ДНК од нашите родители. Со наследувањето на особините ги наследуваме и сите, нели, предиспозиции за некои видови, можеби, заболувања, што се наследни и така натаму. Кажа Сања и тоа. Стигнавме никаде до тоа како треба да одлучиме ние кои типови на испитувања да ги правиме. Меѓутоа, пред да продолжиме, би сакала, Сања, да ни кажеш кои се може да ги направи овие испитувања. Тука ќе им се обратам и на нашите гледачи, сите оние кои што не следат, доколку имаат некои прашања да постават во однос на овие испитувања, значи може слободно да ни се јават на нашите познати телефони, ќе ги вклучиме во нашиот разговор, се разбира, ќе постават она што сметаат дека треба да го постават како прашања, Сања ќе се обиде да ви посочи и да ви даде одговор за она што ви е ваше, се разбира, барење. Значи, кој се може да го направи ова испитување во однос, нели, на ДНК тестот? Значи, овие испитувања може да ги направи секој. Така. Може да се прават, значи, уште на мало бебе, зашто сите испитувања се... Значи, од најмала па... Од најмала возраст па... Така. Далje. Говориме за оние кои што сакаат, например, како да кажам, пред време да знаат дали нешто Да. ги спречиле. А дали постојат испитувања веќе ако имаат некои од нашите пациенти здравствени проблеми или од нашите гледачи? Да, значи сите можат да направат испитувања, како што кажав, ДНК анализите се најголем дел од нив се прават од крв, значи земаме само неколку милилитри крв, 2 до 3 или до 5 милилитри крв, од нив изолираме ДНК и после сите анализи се вршат на таа ДНК, значи прво се обично се секвенционира или се амплифицира со полимеразна верижна реакција или се има разни други методи. И после тоа се добиваат резултати, значи сега зависно за која анализа, имаме анализи што се прават рутински и што се испитуваат помалку варијации, тие се прават за ден до 2 и резултатите се добиваат брзо, значи тука спаѓаат фармакогенетика за клопидогрел, имаме и за варфарин, тука спаѓаат молекуларните испитувања на патогени, значи разни вируси, разни бактерии, значи гинеколошки, за луѓе со гинеколошки проблеми, например. Тука спаѓаат нутригенетските анализи, исто тука спаѓаат, додека другите посеопфатни анализи, тие ни се, значи, исто од крв, меѓутоа треба временски период од месец до 2 дена, затоа што подолга е и процедурата за секвенционирање, меѓутоа и за биоинформатичката анализа после тоа. Што со во однос на цистичната фиброза?
Цистична Може да се фиброза открие имаме, со ова испитување, така? Да, имаме испитување што специфично се фокусира на тој CFTR генот, значи кај да што се мислам цистичната фиброза нели се дешава, има разни варијации таму што предизвикуваат цистична фиброза и може да фатиме било каква промена во тој ген и да дознаеме дали води до заболувањето или не, дали едно детенце, например, најчесто кај деца нели се испитува, дали има ризик сериозен за цистична фиброза или не. Добро, Сања, сакам сега вака едно прашање да ти поставам, не знам како ќе успееме да им пренесеме нашите гледачи, што доколку еве сега доаѓа нели едно дете се испитува и во испитувањето веќе стои дека може да добие цистична фиброза. Има ли начин некако да се делува, нели, да се спречи? Кога веќе постојат вакви испитувања, претпоставам дека со некоја цел се воведени, бидејќи нели за да се воведат вакви испитувања треба да има и некоја цел. Дали ако веќе се воведени вакви испитувања, постои некоја можност да се делува за да не дојде или да се спречи или да се намали некако симптоматологијата во однос на појавувањето на одредени заболувања? Значи тука има ли нешто што може да се направи во однос на тоа да се делува некако преку кога веќе ќе се открие нешто? Да, значи би требало после нормално детето, пациентот да се спроведе кај специјалист, нормално и специјалист во случајов на цистична фиброза, најчесто тоа треба да се направи кога се има сомнение, нели, за тоа и од самиот лекар и после тие навремено би си презели и други испитувања што се вршат во врска со тоа и на време би почнале со терапија за цистична фиброза. Значи тоа би било како потврда за таа дијагноза. Значи уште пред да се појави би се земало некоја терапија. Меѓутоа некогаш има некои поврзани панкреатити или слично што имаат некојаш збунувачки резултати, некој за дали е цистична фиброза или некое сродно заболување, значи тогаш може да се направи анализа на неколку гени или пософетна анализа да се открие што е точно проблемот, во кој ген е точно проблемот, зашто може проблемот да не е директно во CFTR генот. Може ли да ни дадете некој пример во однос на тоа еве за случаи за кои што е потребен дијагностички генетски тест? Еве од вашата секојдневна работа. Значи како што ви спомнав, кај структурни проблеми на куските или макуларна дегенерација на очите или некои такви испитувања има. За остеогенеза имперфекта, например, може да се дијагностицира точно кој тип е, ако се најде проблемот точно во кој ген е, зашто тука се битни колагенски фактори, меѓутоа има и некои други гени што се поврзани со структурата на коските, значи тука може да се одреди кој тип е точно, дали е посериозно нешто или не, значи да му помогне на лекарот за точна дијагноза. Исто имаме за срцеви аритми, вентрикуларни аритми, например, тие што најчесто се транзиентни и не можат да се фатат секогаш на ЕКГ или нема симптоми секогаш пациентот, меѓутоа генетското испитување е значителна превентивна мерка кај такви пациенти, каде што се знае дека има, например, пренадна ненадејна смрт кај некој родител, например, или близок роднина, тука може да се испита дали таа личност има сериозен ризик од некоја таква болест или не. И, например, да се реагира со дефибрилатори или некои такви превентивни мерки, или таа личност да не се занимава со тежок спорт. Значи може на тој начин да одвива животот на една личност кога веќе ќе се откријат некои работи. Во кои случаи пак се препорачува проактивен или превентивен генетски тест? Значи, како кај секоја особа што е заинтересирана проактивно да делува на своето здраве и да го подобри својот дали со едно тестирање може да се направат повеќе работи или за секоја болест треба посебна ДНК анализа да се прави? Тоа ме интересира. Дали веќе кога ќе правиме еден тест, дали може
да опфати повеќе области. Значи имаме повеќе различни заболувања, опции тука и тоа е зависно на крај и од пациентите и од лекарот на пример кој што го советува и зависно за што е потребна анализата. Значи имаме анализи каде што имаме посебни генски панели што фаќаат на пример гени за срцеви болести, имаме посебни панели за наследни типови на рак, имаме посебни панели за рани педиатриски заболувања, на пример кај новороденчиња, за ретки болести, за невродегенеративни заболувања, значи постојат такви разни генски панели. Меѓутоа може да се направи и сеопфатно испитување каде што би се опфатиле сите овие области. Значи тоа се кај нас имаме екзомско, парцијално екзомско секвенционирање или секвенционирање на клинички екзом и геномското секвенционирање. Значи тие се најсеопфатни тестови. Така. Кога веќе ќе се направи едно испитување? И да речеме сега се претпоставува дека ќе се добие некој резултат, дека има можност да се добие еве некој вид на канцер. Што следува после тоа? Значи Имаме гледачи, претпоставам, така режија? Имаме гледачи, ајде да слушнеме кој се јавува, па ќе одговориме на прашањето. Добро вечер. Дали се слушаме? Да. Повелете. Добар ден. Добар ден. Би сакала да прашам дали со сигурност може да се исклучи ризик за одреден тип на карцином и каква платформа се користи за ова испитување? Превентивно говориме, така? Молам? За превентивно испитување. Да. Добро, дали разбрасање? Да. Превенција кај наследни типови на карцином. Така, да. Добро, ви благодариме на јавувањето. Останете да слушнете што ќе каже Сања. Значи, ризик за карцином не може да се исклучи кај никој, затоа што сите имаме, нели, зависно од нашиот животен стил, може да развиеме сепак рак, зашто карциномите, нели, голем дел од нив настануваат и со соматски мутации, но кога се однесува за наследни карциноми, како што беше вашето прашање, може да се види дали имате сериозна промена во тие гени што се знаат дека се поврзани со наследни карциноми или не. Значи, тука, зависно од што се открие кај вас, може да се, на некој начин исклучи ризикот или да се види дека имате нормален ризик за тој вид на канцер или не. Значи, да, ако имате веќе некој во фамилија, може да кажеме дека ви имате сериозен ризик или пак имате нормален ризик како секој од нас. Значи, ако има генетски, тогаш има сериозен ризик. Меѓутоа, ако не е генетски, како што кажавме, Па ако не е секој од нас генетски, може- секој од нас така, може да развие канцер во текот на нашиот животен век, тоа меѓутоа зависи од обично во нашиот доста живот и така подоцнежна натаму. возраст, да. Така, добро. Говоревме околу тоа, токму некако да се надоврзаме и на ова, значи што од кога ќе се открие дека постои ризик еве од канцер, што се препорачува тогаш, значи што препорачуваат вашите доктори кои што претпоставам се врзани со лабораторијата во која што работите? Значи, зависно Ви од тип советуваат само како да го водат стилот на живот, како што впрочем и ние постојано говориме во овие емисии, нели, дека треба да водиме здрав начин на живот, дека треба да спортуваме, дека не треба многу да јадеме, нели, храна која што е премногу мрсна, заситена, конзервирана, е пакувана и така натаму. Дали тоа се препораките или пак нешто друго? Па зависно исто и од типот на карцином, меѓутоа на пример кај рак на дојка, каде што се знаат Како може после да се превенира? Да, значи како на пример кај еве ќе дадам пример со рак на дојка, значи ако се открие сериозна, најчесто се брака 1 и брака 2 или сериозни мутации, патогени мутации, тогаш би се препорачало или почест скрининг на тие пациенти, значи дали со магнетна резонанца, дали со ултразвук, дали кај постарини или со мамографија, или пак може да пациентката ако е доста млада, на пример да одлучи да направи мастектомија, да ги отстрани
своите дојки, например. Тоа е една превентивна мерка, кај рак на дојка, да речеме. Кај други би се рекло почести скрининзи, кои што сепак се и оптоварување и за пациентот и за здравствениот систем, нели, да се подложуваме на контроли повеќе од препорачаните. Меѓутоа, ако очекуваме дека имаме сериозен ризик, тогаш дефинитивно би ги следала тие чекори, значи за порана диагноза. Исто така, се надеваме во скоро време на светско ниво веќе почна да се користи. Меѓутоа се надеваме дека во скоро време тоа ќе го донесеме и кај нас, е за ликвидна биопсија. Тоа е за рана детекција на канцер. Значи уште пред да може да се детектира со тие класични методи, со скрининг методи. Значи ова е на молекуларно ниво да откриеме дали настанале веќе некои промени во нашето тело, и тоа ќе биде само со земање на крв од пациентот и испитување на циркулирачка туморна ДНК во нашата крв. Сакав да прашам во однос на, кажавме дека за многу заболувања, напоменав јас и цистична фиброза и многу инфективни заболувања. Што со бремените жени? Може ли нешто со преку овие тестирања да се откријат навреме, нели, во раната бременост, да се детектираат некои абнормалности кои што, нели, би биле животозагрозувачки за бебето или за фетусот? Да, например, како за Постојат ли некои такви? Како за ликвидната биопсија што спомнав, значи дека има циркулирачка туморна ДНК што се ослободува рана фаза на туморот, кога мајката ќе остане трудна, нели, трудницата, во незината крв циркулира ДНК од фетусот, значи тоа е фетална ДНК во крвта на мајката. И таа фетална ДНК во крвта на мајката достигнува доволно висока концентрација за да може да се испитува веќе во 10-та недела од бременоста. И значи може во 10-та недела па натака да се прави испитување на таа ДНК и да се открие дали има, нели, хромозомски абнормалности или микроделеции на некои хромозоми, како што се, нели, за хромозомски абнормалности за Даунов, Едвардсов, Пател синдромите најчестите, меѓутоа кај нас имаме испитување на сите хромозоми. Значи ова е еден од тие, има и други слични тестови. Ние тој што го правиме, имаме испитување на сите хромозоми, значи може да видиме дали бројот е во ред кај сите. Значи сепак постојат такви испитувања. Кажавте дека се уведуваат некои новини. Претпоставам дека сите овие испитувања треба да, нели, одат приватно, бидејќи соработката со фондот знаеме како оди. Меѓутоа, мене ме интересира нешто што претпоставам ги интересира сите гледачи и граѓаните, нели, бидејќи знаеме дека кај нас, нели, не сме толку ние финансиски моќни за да си дозволиме вакво тестирање. Претпоставам дека е прилично скапо, да не кажуваме сега суми и цени. Меѓутоа, дали доктор Жан Митрев размислува во иднина за, нели, да биде, како да кажам, подостапен за сите граѓани кај нас, да можат, нели, да си направат едно вакво испитување, не само оние кои што имаат финансиски средства. Дали се оди кон тоа некако да се најде некое решение со одговорните, со властите, нели, со оние институции кои што се задолжени за ова, да се направи некоја соработка, па барем некако да биде тоа некоја сума која што ќе може да си ја дозволи барем секој втор? Па да, мислам, плановите идат натака нормално. Сега ние сме релативно млади, нели, само година дена, па требаше да се воспостави лабораторијата, да се воспостават методите, анализите, да се види што е потребно, значи, за нашиве граѓани, за кои анализи има најголем интерес. Значи, да, вршиме, мислам, сакаме да преговараме со фондот и да ги овозможиме овие испитувања за секој, барем за луѓе со сериозни заболувања. Да, нормално на оние кои што навистина ќе им биде најнеопходно и навистина многу потребно за да на некој начин ги решат своите здравствени проблеми. Иако велиме дека добро е, нели, превентивно секогаш да се прават работите, меѓутоа понекогаш, нели, мора да се решаваат и кога постојат поголеми проблеми.
Сакала вака од досегашната работа да ни кажете можеби некои ваши искуства во однос на тоа пак колку сте успеале превентивно да спречите некои работи. Каков е процентот на такви испитувања во однос на превентивните делувања? Кажавте дека од секаков тип имате испитувања правено досега, меѓутоа од каков е процентот на такви испитувања во однос на превенцијата и од што пак највеќе досега сте имали испитување? Значи, кај превентивните нормално испитуваме за случај превенција на нешто, значи кај одреден број на пациенти имаме откриено, значи сериозни промени кога сме испитувале за нешто друго, например, а се открило нешто трето, значи сме откриле неколку случаи со такви срцеви аритми, значи кај нормално здрави пациенти или како фармакогенетски одговор на некој тест, например за лек како што е статинска терапија или за висок холестерол, значи имавме случаи со пациент каде што во меѓувреме додека го правевме испитувањето имал несакана негативна реакција на статини, меѓутоа да го имаше добиено резултатот или да требало да го прима лекот после испитувањето. Така, чекај сега, бидејќи мене не ми е јасно што подразбира тој лек, зашто се користи нешто во областа на срцевите заболувања, оперативни зафати, така малку да висок појасниме, холестерол, нели за висок холестерол се прима тоа се обично таблети? статинска терапија. Да, таблети што Значи обично има некои луѓе што не можат да поднесат таа терапија, сакате да кажете, Да. што им смета. Да, Може да направи некој проблем. Може да доведе до Така. компликации, значи до несакана компликација. Имавме случај со пациент каде што добро брзо интервенирале и за среќа се Каде спречи. во меѓувреме додека траело испитувањето веќе му се случило проблем. Да, имавме случај со друга пациентка каде што се откри сериозен проблем, значи за кај рак на дојка, например, и таа иде почесто на контроли, значи сме имале други случаи како што спомнав со срцевите аритми, со наследен висок холестерол, кај пациенти со ран. Имаме гледач, добро. Ајде да го вклучиме па ќе продолжиме. Добар ден. Добро вечер. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав во студиото. Сега сакам да поставам едно прашање. Ве молам, дали при третман на рак на кожа, отстранет ракот на кожата, може да се открие понатамошно испитување преку вас, пример, дали има на друго место забележувани последици од тој рак на кожа? Значи веќе отстранет рак на кожа. Да, за меланом станува конкретно збор. Така, на едно место отстранет меланомот. Да, и сега но дали би можело со ова испитување да се види дали има и на можност да се појави на друго место? Така, да, или на некој друг внатрешен орган. Аха, добро, добро. Ви благодарам Интересно. многу. Фала ви на вас што се Пријатно. јавивте. Значи, отстранет меланом. Дали може со вакво испитување да се открие дали може евентуално на некој друг од телото да се појави канцер? Значи може да се види конкретно за меланом или се појавуваат доста мутации во BRAF генот. Може да се види прво таргетирано дали има таму проблеми. Или може да се направи исто генетска анализа дали од самата крв всушност дали пациентот има наследно некој наследен фактор што се манифестирал на крај со меланом. Значи ако има зголемен наследен ризик за канцер, поголема е веројатноста дека ќе се појави и на друг орган по одредено време. Значи може да се направи тестирање во однос на ова што праша нашата гледачка. Тука сме никаде на крајот. Те прашав нешто претходно во однос на на испитувањата, меѓутоа ајде вака да окружиме со која цел, значи вака како еден заклучок, значи со која цел доктор Жан Митрев ја воведе оваа лабораторија за генетика и персонализирана медицина. Која е целта и кој е бенефитот за оние кои што ќе ги користат овие услуги? Како еден заклучок, ние цело време говориме, меѓутоа еве да заклучиме на крај. Целта е да се иде напред во медицината, значи стремеш кон персонализирана медицина, значи за секој пациент медицинската нега да биде скроена специфично за него или незе и значи да се дава соодветна терапија, да се постапува
соодветно на предиспозициите на Да пациентот. се делува во однос на она што е. Да, на става оно проблем. што е наследно и нормално рано откривање на болестите, ефективен третман и што подобар квалитет на животот, како и на пациентите, така и нормално и медицинскиот персонал да биде поуспешен во третманот на тие пациенти. Јас се надевам дека се тоа вие што го работите, сте еден млад тим во лабораторијата, ќе има многу голем успех во однос на тоа. Првин би сакала да потенцирам за превенцијата, значи да има многу голем успех во однос на превенцијата на нашите граѓани, нели, да можат да се испитаат за да си го превенираат своето здравје, односно да ги превенираат болестите. А секако би сакала да направите напори, односно доктор Жан Митрев да направи напори се со цел, нели, да биде подостапно за сите, да се склучи некој договор, па да, нели, можат граѓаните повеќе од оние кои што се во нашата држава да го направат ова испитување, нели, во однос на она што е нивна желба и нивни проблеми, па да можат со сигурност да знаат како понатаму да се грижат за своето здравје и како да постапуваат. Јас ти благодарам за денес, се надевам дека кога ќе има некоја плюс новина, се надевам дека ќе имате, бидејќи знам дека работите на тоа да поведувате секогаш некои нови методи и диагностики. Повторно ќе бидете дел од ваш термин и ќе поразговараме за тоа. Благодарам пак на емисијата и така, ви посакам се него. Така, почитувани гледачи, значи гостуваше денеска магистар Сања Механџиска, значи таа е молекуларен биолог, ни доаѓа од клиниката на доктор Жан Митрев. Веќе сите познато, оние кои што не следат, кои што сакаат да дознаат нешто повеќе, можат веќе, нели, да се јават во клиниката на доктор Жан Митрев, да стапат во контакт со одговорните од лабораторијата и се разбира, ако сакаат да се закажат тестирање, да го сторат тоа. Ви благодарам за денес, се надевам дека доставивме интересни и корисни информации кога станува збор за грижата и превенцијата на нашето и вашето здравје. Ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време, до тогаш ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје.